За сега пропадна обидот да се продолжи мандатот на обвинителката Гордана Гешковска како главна на Скопското обвинителство. Председателот на Советот на обвинители Петар Аневски не успеа да добие поддршка од колегите и затоа седницата е одложена. Освен точката за реизбор на Гешковска, како што дознава АЛСАТМ, за дел од членовите не бил прифатлив и предлогот блиската соработничка на Марко Зврлевски, Бисера Лазареска, да биде избрана за виш јавен обвинител. Откако дневниот ред не бил прифатен, седницата е презакажана за 16 мај. Ова е еден ден подоцна, откако ќе истече мандатот на Гешковска. Таа има право да конкурира повторно. Гешковска беше дел од бомбите на СДСМ. Ало? Горде, што преш? Иве на влада. Можеш една минута? Можем и ве секи. Види, утре треба да се бираат, ќе бираме Гордана Гешковска, знаеш тоа? Аха, да. И треба да се бира еден јавен обвинител. Во основно јавно обвинителство Скопје. Така. Дали имаш ти некоја ургенција? Абе види, нели тогаш ги гледавме ние заедно, ако ти текнува, ако бевме кај Марко, ние ургенции имаме, ама работата е што таму по закон само со академија може да се бираат. И тоа беше проблемот. Знаеш, нема веќе од надвор. АЛСАТМ веќе објави дека во игра се две сценарија околу Гордана Гешковска. Една од можностите е таа да остане и да шефува со Скопското обвинителство уште 6 месеци, додека трае постапката за избор или незиното место по 15 мај, да го преземе незиниот заменик. Гешковска повторно е актуелна во јавноста со последните случувања во собранието на 27 април. За неа веќе има индиции дека смислено ја насочува истрагата за минимизирање на делото што го сторија демонстрантите, кои тепаа пратеници во собранието. АЛСАТМ веќе објави дека Гешковска од полициските началници побарала прво неа да информираат за собраните докази, а не обвинителите кои работат на случајот. Освен ова и монструм е еден од предметите кои ги водеше Гешковска. Таа тогаш побара доживотен затвор за обвинетите, следаа протести. Демонстрантите за скршени прозорци на судот добија затвор од по 2,5 години. Но досега шефицата на Скопското обвинителство нема утврдена одговорност кај организаторите на протестите за заедничка Македонија. Нема ниту постапка за да се утврди штетата кои насилните демонстранти ја направија во собранието. Гешковска остави траг во јавноста и со други случаи кои ги водеше. Во незината биографија и случајот со смртта на новинарот Никола Младенов, кој го следаа низа контроверзии. Беше дел и од случајот Пајажина, во кој е осуден сопственикот на еден телевизија, вели Рамковски.